Во нашето ново издание на нашата емисија Шанка гостин е Марко Милановиќ или многу попознат како Марко Логаут. Здраво, како си? Здраво, одличен сум, фала ти многу. И не можам да разберам, а барам одговор. Ти ме лажеш без да кажеш еден збор и без да знаеш правиш да се чувствувам ко да не сум живел ниједен ден за нас, за Твојата кариера почна многу интересен начин, значи ти не почна со ништо авторско, туку се проби на некој начин со кавер музика, со музика од други изведувачи кои претходно има направено, меѓутоа ти направи твој начин, твоја обработка во unplugged верзија и тоа доста им се допада на публиката и на слушателите и на тој начин ти тоа ти беше отскочна даска и успеа да бидеш денеска во нашата емисија во Стромица оде во Кафа 19 и да имаш свој настап. И не можам да разберам, а барам одговор. Ти ме лажеш без да кажеш еден збор и без да знаеш правиш да се чувствувам ко да не сум живел ниједен ден за нас, за нас. Не си попотекол од Македонија? Да, не сум, јас сум од Србија. Како дојдов? Од Крушевац. Тоа е централна Србија, да, Шумадија. Во Македонија дојдов по причина многу едноставно, имавме нешто као фамилиарен бизнис. Не, фамилиарен бизнис искочи нешто као случајно да се работи овде нешто, па онда еден, па втор објект, трет, четврт, пет и така се станавме случајно И сега живееш во Скопје, така? се живам во Скопје, да. Се враќаш во Србија? Многу ретко. Искрено, пошто не ќам, од многу проста причина зашто ми паѓа тешко, што ми доаѓа и убаво, многу ми паѓа тешко. Што знаеш, 20 години живеав доле, па ипак е тоа многу време, знаеш. Некој го викаат горе. Да, добро ја врска. Доле или горе? Нека биде горе. Нека биде горе. И оставаш све, знаеш, оставаш да не речам детски другари, што е многу битно и секој ќе ги видиш после толку многу дуго време, онака све као е супер, завршува со многу големи сузи, тешки работи. И знаеш, не се чувствуваш убаво, дури си Колку време дури ти е тешко. 7 и нешто години. 7 и нешто години, значи тука работиш, тука почне и твојата слава. Тука се проби, Да. Ја немам суштина, немаме пеано пред каверот. Може малце имавме пеано, некој може не знам година дена пред тоа. Онако беше скроз за душа нешто као. По домашни Да. По домашни Не, свиревме и на некои места такви кафичи интересни или Скопје, ама беше као повеќе, другар нам ајде да свириме као вечерва, чисто направиме нешто. И кога упали тоа, кога ги направите тие кавер песни, тогаш свати дека можеш со тоа од тоа и да заработуваш и да живееш, така? Да, дефинитивно, меѓутоа не беше уште поентата за заработува се живе, веќе беше онака ајде да направиме нешто, пошто Поразлично. никогаш уствари не сум сакал да снимам, не знам зашто, не ми се даваше некако, не знам. Стица околности едно другарче што беше другар со другариве од токсикологија, ајмо као да снимиме нешто дека сме доле во студио и стварно се скочи се толку многу спонтано, чудно, а Брейк беше уствари песна што јас кога слушнав прв пат ја македонски се уште тогаш него зборев толку многу добро. И прв пат кога веќе почнав да разбирам секој збор, се едно, друго, трето, сватив дека устори песната има премногу убав текст, има многу тешка емоција испеана во таа песна од страна на Брейк, не зборам од моја страна. И прв пат уствари ми влезе онаку впечатливо, јас се слушав таа песна многу мал број на пати, може 2 до 3 пати имам слушато, и може да беше и затоа аранжманот на мојата испеана песна уствари звучи многу поинако него од оригиналот, зашто што не ми ни текнуваше дали уствари иде 2 пати понавање еднашка и така други работи. Ама доста добра акустична верзија направи со твој специфичен глас, имаш некоја чудна интересна боја, кој што нормално заприметија слушателите и затоа песната е толку многу гледана. Гледа дека околу 1 милион прегледа има. Да, 1.500.000 и нешто, да. Заработуваш тоа на YouTube? Не. Затоа што баш та монетизација што се врши баш преку YouTube, се врши преку нели мора да си афирмиран артист, што
не може преку кавер никаква извадба, веќе мора да биде преку Мислам своја дека некој собствена- заработуваат, меѓутоа треба да се регистрираш од некоја земја. тоа е од, веќе да не се објаснуваме ЕУ и сега. така натаму, Да, да. меѓутоа дефинитивно кажам дека никој од кавери не заработува на YouTube, тоа може Ти да имаш потврдам. неколку кавери снимено, меѓутоа видов дека имаш и снимено 2 спота на твои авторски песни. Да, имаме 2 песни, да, Едната авторски. е доста брзо, пред неколку месеци. Ние имаме уствари 3 авторски песни. Имам една песна што е оддавна, таа е од Кирил Раковски Максим, таа може пред 2,5-3 години, така. Па избацивме пред За филмот да не ја правиш, за го. Не за филмот, не за филмот, онака му беше кејф негова песна, може од како ми рече од кога беше 24 или 25 години има напишано као еј 5 години ми седи у филката, молам ајмо да снимиме и Ајде да ја снимивме. склонам. Да, дај да склонам стварно. Чини ми стуга и така и снимивме случајно, све беше спонтано. После искочи песна Лето во пролет. И скоро на искочи англиски видов една, не, да. таа е на англиски што искочи задната уствари Morning Light со Марио Еди, со дечко од Прилеп, мојот много добар другар, поздрав до него, доколку не гледа случајно. Така да, може ќе гледа. Така да, од секој случај тоа беше задното нешто и сега спремаме нешто многу интересно. Мислам дека стварно треба да биде многу интересна песна. Зборуваш македонски доста добро, значи ајде да кажеме скопски дијалект, меѓутоа сепак зборуваш. Успеа да се научи за доста брзо. Некои луѓе кои што се од Србија и доаѓаат овде во Македонија, имаат патриотизам во нив и целиот свој живот продолжуваат да зборуваат на нивниот мајчин јазик. Особено некој ако е од Србија, Хрватска, знаеме, доаѓа тука и живее 20, 30, 40 години и никогаш не го менува својот јазик. Меѓутоа ти, еве, Можам да ти кажам, например, моја лично мишљење за овие 7 и нешто години што живеам тука, зашто јас стекнав тој утисак, ти што го стекнав исто? Зашто они не го учат тој јазик? Затоа што например јас например многу, еве да не претерам, али премногу пати имам доживеано момент каде што дури зборам со некој, ќе ми се знасме. Ми каже многу смешно збориш. Зборам за почеток себе сега, Да. пред 5-6 години, небитно. Ми каже леа колку смешно збориш, сега да не правам небитно. Значи зборам, стварно мешаш, не личиш на ништо, подобро ај молим те збори српски, не личиш на ништо, некој комплекс ниже вредност или не знам како. Али мора да го сватиш да треба да научи. И веќе толку ќе некој ти го каже еднашка, 2 пати, 3 пати, 5 пати, веќе ти станува одбивно као па добро се трудам да научам. И проблеми уствари што многу пати зборам на темата дека вреđа до негде, кој некој ти каже немој да збориш како што сигурен сум дека било кој да отиде горе во Србија и да почне да збори српски, кога ќе утне падеж, него да му каже ајте мома немој да збориш на српски, збори на македонски. Исто он кажува сигурен сум, а знам доста например исто мои другари што живеат се уште горе и зборат македонски например и си кажува тоа не ме интересира, не дозволам да се смееш, али ние сме пак јас ќе речем во таа работа сум, мора да сме тука на сцена сме, пак не можам да се емисии, снимање. емисии, да, цело време. Баш кај сакам да го постојано- совладам, интересен ми е страшно многу. Постојано настапуваш, unplugged правиш, значи исклучено што се вели. Настапуваш само со акустика, немаш ли намера еве да направиш еден твој бенд кој што ќе биде комплетен со тапан, со бас гитара, со соло гитара, со клавиатура, со пратечки вокали и така натаму и да земеш да настапуваш на некои поголеми манифестации и така. Види, толку многу убаво кажеш, толку многу те слушам. Мене ми се поли душа. Например, јас имав бенд еднашка, имав бенд вториот пат и свативме дека уствари кога ќе требаме да одиме на свирка, имаме оној момент. Ама Марче, ти си супер и акустично. Не ни треба бенд. Чече ни бенд као треба да платиме плюс колку и колку луѓе. Ти си нам веќе супер акустично. Сакаат да се Као? колку што можеш повеќе да заработи. Затоа што кој Не, ќе не, собере не, цел не од ден е моја скапо. страна, не од моја По-скапо страна. звучи и Нема везе, не од моја страна. Ја немам проблем за заработка, но зборам од страна на газдиве што прават, на пример или менаџери или небитно кој го даа. Например, многу ме полесно си каже, аха, Марче нам е тој, музиката нам е таа, вокалот нам е тој, она прави забава акустична, прави забава и со бенд. Па зашто би да викнеме бенд? Да, затоа што бендот ако ти зимаш на пример некој не знам колку средства треба да биде дупло поскап. Па реално да, затоа што идеш со 2 автомобила, си носиш плюс, не знам, 4-5 луѓе, зависи ти што и кажуваш, бек вокали, па си носиме тапан, па си носиме бас и така. Добро, за натаму. бек вокали тоа веќе малку на Веќе поголем концерт, на. Да, за концерти збориме. Имаш оставено Дело- некој концерт? Да, имаме настапувано многу концерти. Да. Да. Меѓутоа како некој предгрупа или Као предгрупа, да.
Па Некој као некој- предгруп или као дефинитивно Има као некој еве посебно концерт на кој што си настапувал, кој што се гордеш дека си бил предгрупа на Искрено да, например ми беше преголемо задоволство да бидам дел на пример од предгрупа на Ареа во Аеродром, баш тоа што правеше Free Zone се организираше во Аеродром и стварно имаше премногу голема посетеност што дури мора признам дека до сега во мојот живот немам настапувано пред повеќе луѓе. Мислам барем као што збореа тогаш, кажуваат дека има над 10.000 народ. Јас на пример стварно го осетив тоа. Не можам да се кажувам дека знам тачно колку издаде 10.000 народ, стварно беше преполно. така кажале. Да, нема врска. А Битно било полно. да, Например, ако имало збориме атмосфера. дека стадионот што е голем за фудбал, беше цел преправен со луѓе, значи колку е дугачок, колку е широк, се не знам, по 100 метри со. Кога беше тоа? Беше пред 2 години, 3. 2 или Добро, затоа што ме изненадува тоа Ареа. Веќе ја заборавија таа група, а да биде толку полно, значи тоа било некое време поминато веќе. Па беше, кажувам, пред 3 години. Тој ствари фестивал што се одржува скоро секоја година. И тој ствари по принцип, не знам зашто, баш првиот евент беше да се собират сите артисти од Аеродром и Ново Лисиче. Тоа беше првиот, пошто ствари Марко Сакаристика знам го дека организира. имаше нешто тако, да, таков се евент сеќавам, се беше. сеќавам, Да. И уствари баш таа година ние кога настапувавме беше и Ареа и после таа наредна година беше Бора Чорба, да, ние бевме после предгрупа на Бора Чорба. Ината година. Инаку стварно беше препуно. Стварно, ја не очекував. Ваljda дека беше на многу интересна локација каде што стварно би сакал секој да искочи, онака барем да го слушне наставно затоа што е нели без пари организирано, да не речем по скопски во мало. Да. И као ајде да го видиме што се случува. Добро, Марко прави сега и нешто. Постојано прави некои експерименти на такви фестивали, сега и во Дојран имаше нешто. Да, и таму настапувавме во Дојран, да. Ги собра сите музичари од Македонија, и Так. ти по потекло си од Србија, веќе си наш, така те сметаме. Да, па имам и Може, лична може. карта. Да? Имам и лична карта, стварно. Дај да ја видиме. Ај ќе ти оставам фотокопија после. Женат си? Не. А што чекаш? Па дос, чекај, не брзаме се те ти. притискат од дома, ајде бе. Од дома? Не. Не, а? Дома ме сакаат многу, зашто ме притискаат. Значи не сакат да имат сназ. Не, сега Доволно. за сега ми ма не, види искрено. Например, немам проблем тај нисам никогаш имам предобра фамилија, мислам што не може да ти објаснам, породица ми е сјајна, сакам стварно не сакам да ти објаснам дека немам никако видна такво на то поле немам никако видна притисок како да ти објаснам, онака си е скроз Релакс. со своја флоу, да, скроз и не брзам. брат, Имам сестру, да, предивно и најмногу се ја сакам. Поголема? Поголема е, да. Кажи, таа е Ама не е мажено и он. И не знам многу се сакам дали нормално кој не сака сестра, она ми е ептен многу емотивна. инспирација. Да, Почна премно. ставам. И стварно сум, извини, стварно сум премногу емотивна личност со суштина. Плачеш, значи, а? Плачем, да, не плачам. Си плачел Не, како лажам. цеца што Не, плаче Не, на не лажам, не, озбилно, не лажам, не плачам, стварно сериозно, на шана страна. Но пати тоа ми се десило како проблем, што ете, не знам, сега ми починувале доста блиски, нели, едно друго, стварно имам тој проблем, цело време чувам во себе си, не плачам, али сум стварно страшно многу емотивен, имам проблем со тоа. Искрено. И многу сум романтичар, извини. Знаеш, онакви сакам оние моменти со премногу. Јас сум уствари дете што израснало на многу амерички филм и израснало дете во многу романтични моменти, разбираш, каде што сакам да си направам, на пример, со цвеќиња, зборам од латице од ружа, знаеш, си направам тако патока, да си направам во кревет, да си направам ред другира. Не можам сега да ти отворам, таа мислам глупо ипак сме на телевизија, али ќе изгасиме камера, после ќе ти раскажам све што сакаш. Не е никаков проблем. Јас ти благодарам, нема те задржувам повеќе, инаку да кажем дека овој интервју кој Морам што јас го да ти правиме кажам уште пред нешто. настап е така, ајде уште ти нешто да не те сакам. пресечувам, па ајде за крај. Има ли нешто што не те прашав, ма сакаше да кажеш? Извини, молим те. Па овако, да, имам да кажам нешто, сакам стварно да им кажам на сите дека спремаме многу интересна песна, што требаме да снимаме, мислам, спот до ајде да не кажам половина овој месец. И сакам да си веќе биде пуштена негде по почеток на декември, малце касниме, затоа што е дует со дечко од Перу. Правам македонско-шпански дует, да. Многу интересна работа во француски аранжман. Нешто многу необично, нешто што до сега мислам дека во Македонија стварно никој не го направил и до негде се гордеам затоа што правам, мислам, може грешам, али мислам дека правам таков експеримент. таков експеримент со башка човек од Перу. Да. Правиме македонско-шпанска песна, каде што ќе биде пласирана нели таму. Како се вика човек? Човекот како се вика Валентино. И многу интересен, има многу интересна приказа, не знам уште колку време имаме, рече ќе ти Ајде, раскажам. ајде, Многу има, интересна бе. фаца е, стварно, мајке ми. Многу е смешен. Значи дечко е со моторот, иде на пут око света со мотор.
И баш тука се trenutno кај нас, случайно се запознавме пред не знам колко време, доста долго време и дечко се залюби во Македонија, тука му помогнавме многу, му најдовме свирки да си свири, да си посади, седеше сигурно некои 2 месеци скоро. Беше интересно. Не приметив. Беше интересно. Нешто, не знам, многу преубаво искуство, искрено, све во живо, све снимано, чудно, спонтано. Секој инструмент е свиран во живо и прв пат стварно се среќам со нешто што е толку аранжмански подковано, многу чудно, што дури онака сум се горда, мора да ти кажам на самиот себе си. Јас ќе оставам мене да тоа да го слушнат и да го видат. Да, дефинитивно. Да го види публиката, тоа ќе биде од прилика кога? Па се надевам веќе почеток на декември, може малце некој ден порано. Да не е некоја новогодишна мелодија. Не, до душе беше малце и порано да ја пуштевме, али стварно закаснивме затоа што стварно не беше дечко од тука, имаше други ангажмани во други држави. Мораше да се очекува. Се уште не ќе да откривам ништо, али нели како кажа ќе видиме све. Да, ќе имаме видеозапис дефинитивно, да. Јас Ќе ти следен пат ќе се збориме се, ќе ти кажеме кој го правиш и како го правиш, како го Имаме минавме. уште месец дена до тогаш. Да, И ќе ќе се направиме една промоција, се надевам нема да има тогаш забрани за музика за Македонија. Македонија. Стварно. Да, и Па да го кина можеш вчера уствари. Добро, сега доаѓаат избори, мора химните се на македонски. Не ќам веќе да зборам со тебе, озбилно. Но не ќам. Јас тама не се мешам. Добро, тоа е мала шала. Ти благодарам и ти посакам успех и се гледаме за брзо време со промоција на новата песна. Обавезно. И јас се држам Проектор. Проекти, да. Фала ти уште еднаш. Секој добро. Јас сум Марко Логаот, а ние се гледаме на Шанк во Дрездениот град.